Превозниците очекуваат дека за 15 на дена македонските возачи ќе можат да почнат да аплицираат за долгорочни визи за возење низ земјите од Европската унија кои ќе ни ги додели Хрватска. Според Билјана Муратовска од МАКАМ, по изгласувањето на законот во Хрватска околу 2 недели се потребни за да се подготви процесот за добивање на истите. Одлуката Хрватското собрание ја донесе откако вице-премиерот Александар Николовски водеше долги преговори со хрватскиот колега на оваа тема. И официјално македонските професионални возачи од Хрватска ќе добијат долгорочна виза за престој во Европската унија откако тамошното собрание го усвои законот, пренесе вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. Новата регулатива доаѓа како директен одговор на предизвиците со кои се соочуваат возачите при влез во европските земји, а е реализација на договорот што го направија Николовски, хрватскиот вице-премиер и министер Олег Бутковиќ во јануари годинава. Фактот дека веќе измените се донесени е позитивен и значи дека голем број на возачи веќе при воспоставување на комуникација со амбасадата и одредување на протоколот што треба какви документи да се доставуваат, ќе има можност да се добијат хрватски визи за да слободно се влегува во Шенген зоната. Ова е прв чекор и сметаме дека и другите држави со кои што се преговара, како што е Романија, Австрија, Германија, Бугарија, Грција, дека ќе го следат нивниот пример и ќе може конечно да имаме полесно вршење на основната дејност. Покрај Хрватска вакви визи издава и Швајцарија, а Николовски очекува тој пример да го следат и другите европски држави, бидејќи ова е чекор напред во решение на проблемот кој произлезе со воведувањето на ЕЕС системот во Шенген зоната.